долго време во црква, претпоставувам дека веќе слушнате проповедна тема Добриот Самарјан. Но јас се надевам дека ова порака ќе ви биде малце освежителна, затоа што текстот, да, е истиот, ама во контекстот и времето во кое што сме, претпоставувам дека има некои нови моменти, нови ситуации, нови примери, што онака, можеби ќе ни дадат едно ново светло, односно едноставно ќе ни го представат, нели, текстот од Библијата, кој е илјадници години стар, но сепак дека важи за денеска и можеби некои предизвици со кои се соочуваме како тоа да го живееме во денешниот свет. Всушност, пред да го прочитам текстот, ќе го читам во два дела, ќе почнам со примерот на еден човек од Романија. Неговото име е Јорел Пашка. Пред некои 20 години слушнал дека некој човек починал на улица, бездомник. Како следбеник на Христос, тој си вика, не се мирам со ова, морам нешто да направам. И почнува буквално тој самиот да наоѓа луѓе кои се бездомници и нормално не може некој да го присили, ама кој сака да му помогне и почнува во својот дом, нормално што има, тоа има. Не може сега да понуди не знам кои услови така насаму, ама обични услови, нормални за живот, каде што живее и тој. Со текот на времето, неговата служба е препознаена од општеството. Пазете го овој факт, му се јавуваат од било каде од државата и од болниците. Ако има некој, например, човек болен и сега завршен е третманот во болницата и кај ќе оди? Од болниците му се јавува дали може да го прими човекот или жената, зависи кој е, и ако има можност, секако тој им вика да. И тие, значи, пазете, препознаене. Човекот што го знам во Европскиот парламент, значи пратеник во Европскиот парламент од Романија, бидејќи преку него и се запознав со случајот, вика дека тој знаел со него, бидејќи на времето додека живеел во Америка, водел црква, свештено лице, и му се јавувале од Романија, вика, сакаме да ти пратиме пари во Америка. Вика, вие од Романија ќе ми пратите мене пари во Америка. Вика, Бог да чува. Вика, еве ви го човекот, пратите му ги него. Тој има потреба, тој им помага на луѓето, пратите ги. Значи, човекот станува општо позната личност и тоа ниту социјални медии, ниту ништо таква работа, едноставно затоа што беше спремен да му служи на Бог. И го направи она што го читаме, нели, во Евангелието според Лука за Добриот Самарјанин. Па да почнеме со текстот, значи, ќе читаме прво 25 до 29 стих. Сега јас сам уште да можам тоа да го прочитам. И ете стана еден законник и искушувајќи го рече, учителе, што да направам за да наследам вечен живот? Тој му рече, што е напишано во законот? Како читаш? Тој одговори рече, возлюби го Господ, својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум, и својот ближен како себе си. Му кажа, добро одговори, тоа прави го и ке живееш. Нормално, свесни сме, текстот самиот ни објаснува дека човекот му пристапува на Исус и всушност сака, нели, да види како да избегне нешто од она што знае дека е повикан од Бог да го прави. Тоа само покажува всушност срцето. Она што Библијата ни го кажува во различни текстови. Еве, на пример, од Еремија, најрасипано се човечкото срце и така натаму. Значи, Библијата ни зборува дека најголем проблем не е ни системот, ни ова, ни она, него се е човечкото срце. И тука овој му пристапува на Исус и му вика, нели, што треба да направам да го наследам вечниот живот? Бидејќи на крајот на краишата, па кој не сака вечен живот? Денеска, мислам, веќе со години знаеме, луѓето
па барат помош од науката, па се обидуваат, нели, како да живееме подолго, како да живееме вечно, како да не умреме, па, нели, козметика правиме, сакаме на 60 да изгледаме како 30, па не знам ти што и така натаму и така натаму. Па затегање на лицето, па полнување, па не знам зошто ми е тоа интересно кога веќе се изобличени, ама секој со својот късмет. И така и овој свесен има таа желба, сака да живее вечно. А што треба да направам? Неговото прашање е како да се шмугнам? Да бидеме искрени. Не тргнам јас далеку, почнувам од себе си. Некој пат сакам само онака да се шмугнам, да се протнам некако. Да нема многу зафрканци, многу ова, она и добре, тука сме. Ама Исус што му одговара? Затоа што овој контекст е многу важен. Вика, овој е учител, нели, законик. Пазете, во тогашното време, тие немат прилика вака да има печатен текст, па секој да си го има, па башка, у денешно време, го имаш на телефон, не мораш ни да влечеш екстра Библија и така натаму. Тогаш да имаш пристап до религиски текст, до библискиот текст, тоа или си во одредена, нели, во контекстот сега, или си во синагога, или си во тој некој центар, каде што они имат архива, нели, библиотека. И немаш секој по дома. Денеска не знам што ќе читам, мајке читам малце од текстот на Исаја. Како? Не, го немаш тој текст на Исаја. Треба да одеш у синагога и да слушаш. И затоа во тогашното време не изненадува фактот дека, нели, сега малце ви давам историја, они го читат во синагогата и луѓето го слушат. И затоа во нивната литургија има многу и повторување. Во денешното време, нели, тоа повторување ја губи смислата заради памтење, затоа што во секој момент ти ќе отвориш Библија, ќе уклучиш, ако имаш Wi-Fi, односно ако имаш, нели, Библија спасена на телефона, не ти треба Wi-Fi и така натаму. Значи имаш прилика да добиеш информација во секунда. Ние денеска едноставно не ги користиме толку мозоците колку што ги користаа порано. Тоа е времето во кое што живееме. Но како и да е, тој го прашува Исус, нели, што да правиме? Исус вика, што читаш во закон? Тој има пристап до текстот. И го чита текстот. И нормално, бидејќи го чита, бидејќи го знае, му одговара. Љуби го Бог, љуби го ближни. И знаете што Исус му вика? Тоа е тоа. Преведено. Толку. Ама знаете што е интересна работа? Законот не ја озаконува љубовта или не пропишува што значи да се љуби. Не вика таму, ако дојдеш у синагога од сабајле, па слушаш читањето од текстот, па ако после одиш, не знам, на некој постар човек да му помогнеш, па после ќе му помогнеш на комшија, па после ќе се вратиш. Значи, нема таква работа. Никаде не е озаконета љубовта. Не постои пропис што значи да љубиш. Повикан си да го живееш тој живот. Секој оноку колку му е дадено. Што мислам по тоа? Не можеме сите да бидеме мајка Тереза. Еве нашиот пример тука од Скопје, Скопјанка. Родена во Скопје. Не можеме сите да бидеме мајка Тереза. Ама сите можеме да покажеме љубов. На овој и на оној начин. Исто како што го спомна примерот на човекот од Романија, нашиот брат, не можеме сите да бидеме како него, како Фиорел, и да го отвориме својот дом, да примаме луѓе кои се бездомни и да се грижиме за нив и така натаму. Пазете тоа, она што ние го имаме денеска во одредени институции, како што го викаме хоспис и така натаму. Значи, буквално, тие работи ги прават, затоа што таму доаѓа луѓе и го завршува животот. Веќе се, нели, и стари, и изнемоштени, и болни. Значи, сето тоа, тој и неговото семејство и други волонтери го прават.
И оној момент што тука е интересен е Исус му вика, па тоа прави го. Ама текстот продолжува понатаму. Но тој, сакајки да се оправда, му рече на Исус, а кој е мојот ближен? Исус му одговори рече, еден човек, додека слегуваше од Ерусалим во Ерихон, западна меѓу разбойници. Тие го соблекува, го претепа и си оттидоа, оставајќи го полумртов. Случајно слегуваше по тој пат еден свештеник и кога го виде, го одмина. Исто така и еден левит, кога дојде на тоа место, го виде и го одмина. Еден пак самарјанин, кој патуваше, кога дојде до него, го виде, го сожали. И откако приде, му ги преврза раните, поливајќи го со масло и со вино. Потоа го качи на својот добиток, го однесе во гостилница и се погрижи за него. А утредента, на заменување, извади 2 динари. Му ги даде на гостилничарот и му рече, погрижи се за него, а ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Кој од тие тројца ти се чини дека се покажа како ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој рече, оној што му покажа милост. Исус му рече, оди и ти прави така. Исус му одговара на прашањето кој е мојот ближен. Затоа што, согласно текстот, сака да се оправда, да се ги измие рацете и да каже, абе, знаеш што, не е моја грижа. Во денот во кој што живееме, зборуваме сега, значи, ама тоа е низ човечката историја, затоа што тоа е човекот. Повторно се враќаме на идејата, човечкото срце е расипано. Без разлика во кој век, во кое време, во кој општество, значи, човечкото срце е расипано. Има потреба од Бог, од Божиот допир и да биде променето. И всушност, овој го прашува, нели, кој е мојот ближен? Што сега тука треба нешто да... Може јас да си измијам раце и Исус му вика ова интересна приказна. Интересно е дека патот од Ерусалим до Ерихон е всушност пат кој оди надоле, башка затоа што Ерихон е многу подлабоко од разината на морето. Плюс теренот е онака. Треба, ма какви камења, тоа е, нема каде да се сокриеш. Така, ако те фатат разбойници, готово, тука нема бегање. И не знаеме кој е човекот. Гледате, таму не пишува дека човекот бил евреин. Може да биде и тој самарјанин. Нели, по тогашно време многу не, веројатно, ама неама информација. Исус намерно вика некој човек. Зашто може да биде некој другите народи. Не е битно. Битно е дека е човек. И одејќи по патот му се случува, напаѓаат разбойниците и го остават полумртов. И ова е многу важна работа, затоа што ова се поврзува со свештеникот и левитот. Кратка дефиниција, значи свештениците се тие што се одговорни, нели, за храмот, за жртвите, за религиозен систем, а левитите помагат во се. Или со други зборови, значи сите свештеници се и левити, ама не сите левити се свештеници. И сега, по законот, затоа што тие имаат пристап до текстот, имаат пристап да го читат и секако го изучуваат и повторуваат и така натаму, по законот тие, по дефиниција, и што би кажали ние денеска на англиски, го користиме тоа по дефолт, би требало да му пристапат на човекот и да му помогнат. И башка што е тоа дел од, значи, начинот размислување и културата и така натаму. А тие што прават? Круг налево, да ме нема.
Пазете, по законот тие го прават тоа. Зошто? Затоа што вика во законот, ако се допреш до нешто мртво, нечист си, религиозно, литургиски, не може да обавуваш својата служба, 7 дена. По законот се оправдани, ништо мртво да не допира. Ама Исус не ни прашува, ниту кажува тука дека тие по законот треба да се оправдат самите себе. Исус, всушност, ги користи, нели, зборовите што овој сакаше да го измами, му вика, нели, љуби го Господ, љуби го човекот. Љуби го човекот. Ама не вика, љуби го човекот, ама тоа значи дека ќе го бацуваш, нели, по глава 5 минути на ден, па да му миеш нос. Не вика таква работа. Љуби го човекот. Некој ќе му треба збор. Некој ќе треба само да седнеш до него или до неа. Некој ќе му треба повеќе време, некој ќе треба да ти отвори душа и така натаму. Значи нема озаконување што значи да го љубиш. Ама спремноста да му бидеш, нели, на благослов на другиот. И тоа е она што Исус го нагласува тука. И нормално за луѓето онака кои слушат, као левитот, свештеникот, заобиколуваат. Чекај. И нормално, сега во контекстот на времето, тие што се јудејци, не се многу мирисат, нели, има Јудеја, Самарија, Галилеја. Са па самаријанците нешто грешиле во историјата и останале, нели, ама со кој имаш најголем проблем? Со комшијата? Па немаш проблем, ние немаме проблем со јапонците. Абе им се скараме на јапонците, не знам што, проблем на границата имаме, нема врска. Ама со кој имаш проблем? Абе, комшијата до тебе. Тука е проблемот. Така и овие имат проблем едни со други. Ама знаете што е интересно? Ако го читаме Евангелието според Јован, не мораше да биде Самаријанин, можеше да биде некој од Назарет. И текна на прашањето, а има ли нешто добро во Назарет? Не мораше воопшто да биде Самаријанин. Само Исус го искористи во неговата кратка, замислете колку е кратка ова приказна, а зборува волумени книги. И Исус од тоа нагласува вика, проблемот е срцето. Ама ние ви сакале да си измијам рацете, да сум си слободен, не е овој мој ближен, јас сум си свој газда. Не е тоа денешно време, ние викаме денеска индивидуализам, ово она. Абе, од пред 2000 години, каков индивидуализам тогаш те имало? Никако. Не си интересен како индивидуа. Никој не те прашува. Ама проблемот на срцето без разлика кој систем, која идеологија, кој проблемот на срцето останува. Затоа што човекот е крајно расипан и има потреба од Бог. Што не значи дека кога ќе го запознаеш Бог, ќе му го предадеш своето срце, дека си го решил проблемот. Тоа само значи дека си апсолутно свесен за својата расипаност и те како колку ти треба Бог во твојот живот. И доаѓа овој Самаријанин. Значи, комплетно, Исус зема оно што ни подразно никој не би му текнало дека ќе искаже или покаже добро дело. И тој влегува во животот на овој што е полумртов. Нема страв да се допре до него. Нема страв. Зошто? Затоа што не го гледа церемонијално, литургиски, ритуално. Го гледа како човек кој има потреба да му се помогне. Okay. Влегува и прави жртва на она што се вика да го жртвуваш всушност твојата вклученост во животот на другиот. И тоа е оној момент кој многу добро го знаеме тоа.
Земи за пример само едно пријателство што си го создал или создал. Влегува време поминато, влегува сати поминати во муабети, во контакти, влегува па и оно кога ќе каже нешто, па ќе ти викаш зошто ме навредуваш, или ти кажеш нешто, па зошто ме навредуваш, а ти можеби немаш никаква ни желба тоа да го направиш. Само затоа што сме различни луѓе, различно ги разбираме работите. А да не зборуваме уште да па ќе се скараме. И влегува секако во овој случај и она го жртвува од она што го има. Прво мора да му ги превие раните, па за тоа користи масло и вино, значи дезинфекција виното, маслото да помекнат и така натаму. Па мора да му ги превие, па го качува на својот добиток, па го носи во гостилница, па се грижи за него. Не го само остави, каже, еве јас до тука, па не, он се грижи за него. Го жртвува времето. Парите. Секако. И баш на тоа, откако треба да замине, му вика на гостилничарот, еве ти пари. А ако и треба повеќе, ќе се врата. Сушност, остава гаранција дека ќе се врати, затоа што гостилничарот виде, него само шутна човекот, него се гриеше за него. И дојде пак. И таму не вика дека после он со него, не знам, станал пријател, не вика дека не знам што сте направило во животот. Може би ништо, не е битно. Но битен е моментот. Затоа што Исус сега го поставува прашањето, ама пазете ја промената на улогите. Кој е ближен на човекот? Не кој е мојот ближен. Не дали овој сега е мојот ближен. Него се вика кој е ближен на човекот. Со други зборови му вика преземи одговорност. Тој е оној момент што ние сите добро го знаеме. Не сме ние толку неписмени, неуки и така натаму. Знаеме ние добро што работиме. И по дефиниција, нели, еве, прост пример, Бог да чува, може повеќето сме шофери и знаеме дека се случуваат несреќи и гледаш човек на, нели, у кола, удрен ово, она, што правиш? Заобиколуваш и не е твоја работа. Или се јавуваш у полиција, прва помош, гледаш да му помогнеш некако и така натаму. И така натаму. Значи, знаеме ние што е работата. И свесни сме. Најголем проблем од се, она што Исус сака да го дефинира е проблемот на срцето. А тоа е таа работа што ние сакаме да ја прекриеме. Кој е мојот ближен? Сакаме да си ги измиеме рацете. Сакаме да кажеме дека не интересира. А зошто да ме интересира? Што сум ја, што ми е мене? И тоа е најголем проблем. Јас се сеќавам на времето, многу рано тоа беше, јас се бев тогаш студент по медицина и еден човек, не знам, таму сред градот, остар, ајде, направи ми ово, направи ми оно, јас добро, му носам што носам, ама човекот беше многу тежок. Значи, што да направиш, ништо не е добро. Ти барам, донеси ми вода, донесеш вода, како се ми донел вода? Донеси ми ово, како се ми донел ово? Што да ти правам се? Бараше, донесол, мислам. И некој од страна вика, абе тој шо ти е? Викам, ништо не ми. А што го фермаш, вика? Батали го. Како да го батам? Како да му кажам, абе сликај се? Може би неговите роднини му кажат да сликај се. Не влегувам во приказна. Идејата е дека јас по дефиниција сакам да се ги измијам рацете и да кажам, не е мој гајд. Признавам, срцето ми е расипано, но сум свесен дека го следам Бог. Свесен сум колку тој жртвувал за мене. И дека тоа малку да се покаже љубов. Се би кажала она песна, мислам дека беше Дорис Драгович. Мало ми за стрич 3. Малку треба на други да му покажеш љубов.
Не треба многу. И на крајот на грижата не може никој да го живее животот на другиот. Ама малку може. Сега интересен момент е дека ќе ја наставиме приказната на Виорел Пашка. Нормално таа приказна има многу поширок контекст, мислам на крајот испаѓа дека човекот и за жал и колатерална штета, ама во секој случај трпи неправда. Што е проблемот? Некој си помисли вика, кој знае што тие прават таму. Таму прават трговија со луѓе. И замислете, пуштат цела една екипа специјалци. Ама специјалци зборуваме, значи опремени, фул опрема, влегуваат во тие куќи. А тие, знаеш што работа? Таму може да дојде било кој во било кое време. Значи не беше тоа дека е заклучено, па мора да се... Не беше отворено, куки само успат направени и тоа донирано, направени онака убави, луѓе има услови, што да ви кажам. Сега изнајдува нешто дека ќе го судат, но добро е што судијата го пушти да се брани од слобода. Инаку првенствено беше да мора да оди во затвор човек. Сега пуштен да се брани од слобода. И едното од обвиненијата е, па знаеш, ти ги сместуваш луѓето четворица во соба, ама всушност треба да, за да добиеш лиценца, треба да имаш стандард, тие може да бе максимално двајца и да имаат свое купатило. А тој ги гледа и се вика, добро, а како е ова полошо од да си на улица, ниту си на наставен кревет, а немаш ни купатило и си под ведро небо. Тука се заштитен, не ти носат храна и са единствениот проблем е што сте четворица во соба. И тоа е проблемот. И тоа е оној момент што го кажав претходно. Како ќе ставиш во закон што значи добро дело? Не можеш. Затоа што, пазе, по дефиниција на законот, тоа значи дека законот на сите еднакво се применува. На секој човек. Па ако е така, тогаш ако он мора да ги исполни тие закони, нели услови, тогаш државата мора да ги исполни и сите што се на улица, а за жал таму ги има многу, сите што се на улица мора да бидат сместени во такви соби. Ајде смести ги. Ама знаеш, ние немаме пари за сите да ги сместиме. Па како тогаш може да бараш од овој човек, а за овој дека е во ред да си седи на улица, да мрзне зимо, да е утепа летне, ама тоа е во ред. Па не е во ред. И тука е проблемот. Како ќе ја озакониш љубовта? И добрината. Како доброто дело ќе го пропишеш со закон? Не постои таква работа. И тоа е еден проблем, што ние во денешното време се повеќе се учиме државата да се погрижи. Зошто? Проблемот на срцето, си ги переме раце, не е мој проблем. Државата треба да се погрижи. Државата треба да се погрижи. Нели? И на крајта што се случува? Државата не може да се погрижи. Зошто? Па логично е. Кој е државата? Па луѓе што работат во тој некаков апарат. И тие имаат живот 24 часа како и јас. И тие можат да работат само толку и толку да сработат. И толку. Затоа е идејата што помалку држава, нели во државниот апарат, а што повеќе луѓето да се грижат едни за други. Сушност да постапуваат библиски. И тогаш и полесно ќе му биде на државниот апарат. Зошто? Затоа што не го оптеретуваме непотребно со работите, а секој колку што е во можност да му помогне на други. Ама добро е што човекот е верник, па веројатно, сега сакам да го прочитам тој текст од 1 Петрова 3:17, само некој прележа преходно моја грешка. Дека си напредови 1 Петрова.
Подобро е на човекот, ако е Божјата волја да страда, правејќи добро, отколку да прави лошо. Така. Значи, човекот е свесен за она кој е тој. Не се плаши во таа смисла, продолжува да ја прави својата борба и продолжува колку што може до него да им помага на тие луѓе. Замисли на еден човек што е бездомни, што нема пари, да му купиш еден бурек со сирење, многу му значи. И не е толку до бурекот, колку што човекот е виден, препознаен, вреднуван. Тоа му треба на човекот. Не е толку проблемот ни дали ќе јаде. Ќе батали јадењето. Само да знае дека ќе седне некој до него, ќе му направи муа. Само толку треба. А Исус не поканува всушност да го живееме тоа. И тоа е нешто што овој текст во Евангелието според Лука јасно го кажува. Нема прописување што тоа значи да покажеш љубов. А поканети сме да покажеме љубов. Љуби го Бог и љуби го ближниот. Многу едноставно. Ова приказна за добриот самарјанин во нашите животи, да, не мрда онака, размрдува унатре, затоа што не може да те остави равнодушен. Затоа што, ако сме искрени, ќе си кажам, ах бре, па јас повеќе некако се наоѓам како левит и свештени, како добриот самарјанин. Да ме прашат како треба да бидеме, добриот самарјанин се знае точниот одговор. Ама најтешкиот одговор е да си го дадам на себе си. Каде е моето срце? Искрено, тешко е. Да ви кажам една работа, не е ова за да се фалам, туку, значи, буквално и се борев јас со тој факт. Пред корона имав прилика да одејќи во Брисел, во Европскиот парламент, да видам дека под парламентот има еден човек бездомник. И нормално, како добар левит и свештеник, го постави славното прашање, па нели градот може да се погрижи за овој човек? Но еден ден, поминувајќи, викам, ајде да му пристапам. И почнува приказната и да го запознавам човекот. Нормално, што ми вика, тоа е негова приказна. Дали ме лаже, од кај да знам? Предпоставам дека не, мислам што ќе добие ако ме лаже, барем мене, не ниту ме знае, а ниту онака му нуда нешто дека ќе направам не знам ти што. И едноставно сакаме да правиме муабет. И фала му на Бог, со текот на времето, човекот се отвара и така натаму. Приказната зошто е бездомник останува како и да е бездомник. Ама пазете, он не е неписмен, значи има завршена школа и така натаму и тоа. И викам, а добро, а зошто дојде тука? И сега пазите го одговорот. Се најде во едно ќоше, вика, па слушај, ова зграда има ќоше. Од двете страни е зграда, се грее, значи не е многу ладно. А ветерот, ако дува само од една страна, а тоа е најчесто страна која најмалку дува, затоа што така е поставено согласно на зградата. Викам, види го него човече, ако е бездомник, ама у мене, не е баш дека не имаше негова приказна. И така, дури најдов и Нов Завет на француски му однесов и за жал не кеше да го земе. Тоа ми беше многу криво. Дојде корона времето, јас немам прилика сега да патувам, се сеќаваме на тоа лудо време. И после, конечно, успеа повторно да отидам у Брисел и таму веќе местото беше празно. Го немаше. Не знаем што стана со Џорџ, така ми кажа дека името му е Џорџ, ама беше многу криво, затоа што не знае што е како е. Но ако некој сака да им помогне на тие луѓе, конкретно во Белгија, ама ги имаме ние тука по Скопје, има прилика. И фала му на Бог затоа што има луѓе, има и организации кои се грижат и
и ја покажуваат добрата љубов. Но она што останува како прашање за секој еден од нас, каде е моето срце? Да, ја сакам да бидам добриот самарјанин. Ама дали постапувам така или како левитот и свештеникот? Господ нека не биде милостив да се бориме со самите себе, да бараме неговата љубов да исполни нашата срца со таа љубов, да им служиме на луѓето. Се помолиме за. Господи, ти благодарам за твојата љубов, за она како ти се грижиш за нас, за таа љубов која е за нас несфатлива. Но ти, по твојата милост, води ме. Помогни ни да барем малку од таа љубов покажеме на луѓето околу нас. Тие да бидат допрени и тие да ја почувствуваат преку тоа и твојата љубов. Затоа што ти со твојата прекрасна љубов не допре сите. Признаваме дека имаме голема потреба од тебе, Боже мој. Колку пати не те отсликуваме. Големо е делото твое, голем си ти, Боже наш. Води ни и патување ти за слава твоја. Амин.